Како прво, генерализирање на лозарите мислам дека не е коректно и не е во ред. Ако незадоволство имале одредени политичари, односно градоначалници за тоа што не им успеа тоа што го планирале, мене навистина ми е жал за нив што сепак се сака да употребуваат маката на лозарите за да придобијат политички. Јас сум меѓу лозарите, сум во постојана комуникација, ништо од тоа што ние сме го ветиле не е надвор од рамките што сме ги разговарале. Точно е дека јас сум разговарал со винарските визби за да имат повисока цена и тоа многу поголема од ланската реколта, и точно е така дека поголемите винарски визби тоа го почитуваат. Има и такви што не го почитуваат, заради истото сум свикал состанок само со винарските визби во средата за да може да разговараме зошто е тоа така. Нормално дека сме на самиот почеток, односно дека уште поголемиот дел на винарските визби не почнале со откуп и заради тоа не е сфатливо за мене да може на самиот почеток на откупот да се направи обид за да се профитира политички врз грбот на лозарите. Сум кажал и на самиот почеток, кажувам и сега, додека јас го водам Министерството, политика во земјоделството нема да има, нема да се делат не само лозарите, туку сите други во политички бои, а жал ми е што одредени политичари тоа се уште не го сватиле и се обидуваат да придобијат уште еден мандат сега за градоначалник на мака на лозарите. Мене ми е жал, бидејќи сепак градоначалникот на Кавадарци го ценам како мој пријател и не ми беше многу јасно што беше сликата и зошто се случуваше. И тој ден сум бил постојано во комуникација, со моја ургенција беа примени во раководството на Тиквеш, лозарите, пратениците, за да може да разговарат. Одма после тој разговор почна тој откупот, но изгледа тоа не му одговараше на поединци таму што целта им беше друга и повторно го прекина откупот, направија тоа што го видоа сите по медиумите, а ево вчерашниот ден помина тие што има добро грозје, тие што има грозје што беше договорено од страна на поканите што ги представило Тиквеш, го предале своето грозје и мислам дека непречено ќе се одвива се и оставам дека ова ќе биде само еден мал дел на целокупниот откуп што се одвива, а јас очекувам, уште еднаш повторувам, врз информациите што ги имам од терен и врз основата на квалитетот на грозјето ова година, мислам дека нема да остане ни килограм грозје, а очекувам после средата и останатите винарски визби, освен овие што веќе купуваат на договорената цена 11 денари за Смедеревка, односно 13 за Вранец, и другите да се придржуваат на тоа, а нормално дека ние бурно ја следиме ситуацијата, внимателно, и ако има дополнителни потреби за да издействуваме како држава, ќе издействуваме, но нормално моја работа како министер, на мојот тим е да може да воспоставиме ред меѓу откупувачите и лозарите. Да не треба секоја година државата да одвои огромни средства за една гранка. Доколку тоа е потребно, ќе го направиме, но кога тоа не е потребно, нема да дозволиме да преку обиди како што беше тоа завчера, да може да се профитира политичка страна на поединци.